како ние да го подобриме социоекономскиот статус на самите нас. Одговорот на ова прашање е многу едноставен. Бидејќи законот за работни односи, ние не можеме да пропишеме повеќе од минималната плата која важи за приватни, односно која важи на ниво на цела држава, така што ние сето тоа можеме да го регулираме во колективните договори. Тоа не е ништо комплицирано. Веќе има на сила и во другите земји, тоа е пракса каде што може да се уреди секоја проблематика. Зборуваме од примањата до хиерархијата, односно ние што е велено на попозната систематизација, па се до условите за секоја работна позиција, за сите подробности кои не засегаат нас како поедини работни позиции, и сето тоа би било на сила на закон и тука нема дилема, тоа е востановено во законот за работни односи, подпишувањето на колективни договори. Едноставно што во овој период недостасува е, како да кажам, храброста на работодавците и односно волјата дека тоа не е ништо страшно, дека двете страни добиваат, затоа што колективните договори се многу едноставни. Пропишуваме и права, но и обврски. Така што на ова треба да гледаме дека преку социјален диалог работодавач, синдикат, вработени, ке двете страни ќе имаат бенефити и немаме дилеми. Таму можеме и платата да ја пропишеме. Воопшто никој да нема дилема околу тоа.